Пред нецели десетина години од прилика ова време по патиштата низ Македонија се влечкаа колони војни возила на тогашната така наречена Југословенска народна армија, која повлекувајќи се од кај нас се обидуваше на секој можен начин да однесе се што може да се понесе од касарните и другите војни објекти. Целокупната опрема, борбените средства и орудија, личното вооружување, сето тоа беше товарено на големите камиони и однесено во правец на само неколку мина позна. Наскоро по оспособувањето на касарските објекти во ни влегоа првите војници на армијата на Република Македонија. Се формираа првите единици на родовите и видовите на нашата армија. За повеќето од нив потребните средства и орудија беа во мошне мали количини или пак недоволни за на нив да можат редовно да се обучуваат војниците. Еден од тие родови на нашите оружени сили, кои скромно го започнаа својот развој, беа и оклопно механизираните единици на нашата армија. На почетокот на само неколку тенка, првите генерации војници од оваа специјалност ги совладуваа првите знаења за челичната конјица. Со формирање на армијата на Република Македонија во нејзината организација и формација се предвидеа и оклопно механизирани единици. Ние веднаш по формирање на армијата почнавме и да го формираме така да од останатите тенкови Т-34 од JNA која се повлекуваше, преземавме мерки со техничка служба и со нашите струтни кадри да ги тие тенкови опремиме. Ги опремивме и во рок од една година ги ставивме во употреба и почнавме со обучување на војници тенкисти. Така да за еден кус период ние оспособивме посади така да можеме да пополниме околу 2 тенковски чети. Резултатите на почетокот секако дека беа скромни, но со прераснување на армијата на Република Македонија во респективен фактор за зачувување на мирот во земјата и по широкиот регион, како и со здобивањето целосна доверба од страна на пријателските земји за потребите на нашите вооружени сили, започна да пристигнува и војна помош. Во неа во секој случај свое место има и средствата и орудијата за оклопно механизираните единици. Вестинското заживување на овој род започна практично со добијање на помош од странските вооружени сили, конкретно од Сојузна Република Германија транспортерите БТР-70, потоа од Република Италија транспортерите М113, тоа беше во 88 година, од 98, а во 99 година овака беше период кога нашите оклопно механизирани единици се опремија со најголем и најквалитетни борбени средства, и тоа со добијање на помош од Република Бугарија тенковите Т-55 и пак кон крајот на година добивме и помош од Република Грција оклопни транспортери Леонидас и од Сојузна Република Германија оклопни транспортери Хермелин. Во секој случај, минатата 99 година во оклопно механизираните единици на нашата армија ќе остане запаметена по податокот дека во арсеналите на овој род пристигна најголем број оклопно механизирани возила. По пристигнување на помошта, ние нашите оклопно механизирани единици кои ги имавме ставено на хартија, практично ги заживевме и ги распоредивме тенковите и транспортерите во тие единици. Распоредивме старешини, поставивме конкретно старешини и примивме професионални војници. И под регрутниот контингент примивме одреден број на војници, така да сега имаме формирано оклопни баталјони, тенковски чети, механизирани чети, кои се распоредени на целиот простор на Република Македонија, на просторот таму каде што предвидуваме дека нивната употреба ќе биде најефикасна и најпотребна за одбраната на државата. Досега, како најголеми донатори на овие средства во овие единици ќе останат забележени армиите на Сојузна Република Германија, Република Италија, како и на соседните Грција и Бугарија. Во секој случај станува збор за различни возила кои се произведени по стандардите на земјите донатори, како и на алијансите на кои припаѓаат или пак припаѓале. Па ние доста од инфраструктурата ни остана на просторот. Потоа ни остана и доста стручен кадар за одржување, мајсторите, од техничка служба, техничари, офицери, подофицери и старешини, тенкисти, кои се беа
усовршили во бившата армија на тенковите и транспортерите кои се сега во употреба. Меѓутоа, пошто добивме одреден број на борбени средства кои немавме ги во употреба понапред, ние со планско пристигнување, односно приемот на помошта, вршивме и усовршување, односно осословување на старешини и граѓански лица за нивното одржување и ракување и употреба. Паралелно со тоа, бидејќи тежиме кон концептот на НАТО, ние усовршувавме старешини и за раководење, односно организација, планирање и користење на окопни борбени средства, односно на окопно механизирани единици за евентуална употреба. Употребата на овие средства со оглед на тоа дека се работи за мощни скапи возила го актуализира и прашањето за професионализација на одредени делови од овој род на нашата армија. Самото тоа да средствата се доста скапи и за одржување и за набавка, ние преземавме мерки да родот го професионализираме. Меѓутоа, таа професионализација ќе иде негде во процент од 60 до 70 максимално, така да останатиот дел од 30 до 35% ќе остане да се пополнуваат со рекрутен контингент со целта да можеме да обезбедиме еден број на војни образници за пополна на војната армија. Така наречената челична коњица на многу пати досега ја потврдила својата улога во воените судири, одејќи дури до таму да го има и последниот збор во одредувањето на победникот. Токму затоа на околно механизираните единици понатаму се гледа како народ кој во иднине ќе го зазема битното место во борбената готовност и огнената моќ на секоја армија. Окопните борбени средства, односно окопно механизирани единици се и понатаму развијат, со тоа што тежиштето мора да биде на нивните слабости кои ги искажуваат во тие операции, надградување, заштита на самата средства и за секој наредна задача, односно операција која треба да се изведува со окопно механизирани единици, мора да се детално проучува, значи противникот, каде ќе се употреба, што ќе се употреба, така да во потполност дојде до израз нивната подвижност, ударна сила и заштитата.